Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина. Вечерва со Александра Тријановски, добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата. Молам и Богдан Илиевски, добро вечер, Богдан и за вас. Добро вечер, фала. Ќе почнам со одбележувањето денеска што беше во Скопје по повод депортацијата на 7000 евреи од Македонија во Требленка, настан кој што се случува секоја година. Меѓутоа денеска дел од коментарите беа на пример зошто бугарска делегација или делегација од бугарската амбасада не положи цвеќе. Имаше години кога гледавме дека и нивниот премиер доаѓаше тука во Скопје, и вториот коментар беше која е причината зошто и евроамбасадорот не е на овој настан. Практично изминатите години, колку што се сеќам, може да грешам, али мислам дека бил присутен амбасадор на Европската унија. Ајде првен за ова со бугарите, дали има тука некоја политика или едноставно така се погодило? Тешко е да се дешифрира кога одредени години знаеле се појават, некојаш сега не се појавуваат. Не е дека има некои сериозни заострувања, заладувања во односите и во реториката меѓу македонската влада и бугарската влада во моментов, особено јас така, дури и на локалната амбасада ги следам настаните колку што можам, и оние што во јавност не излегуваат. Се сеќавам пред 2-3 години дури ја одбележа, односно оддадоа почит на смртта на Пеле, нели? Едисон Рантес до Насименто Пеле, бразилскиот фудбалер, да, тогашниот амбасадор, фрли една топка према небото, веројатно према Пеле, топката падна и така заврши тој момент, така да би требало ваков сериозен настан да не го пропуштаат, ако поставиме некој критериум дека и смртта на Пеле на амбасада во бугарска во светот го одбележува. Овој датум веројатно би бил голем проблем доколку оние историски комисии кои што, како што сме информирани од медиумите, не се никаде мрднати изминативе 2 години, што според мене е добро, знаејќи дека од спротивната страна имаме луѓе кои од бугарската страна кои што нема шанса да попуштат пред наративите кои што ги поставија во како до сега периодот, но токму ваквите денови јас би им ги поставил како предизвик да дадат свој официјален став, дали и ова е дел од заедничката историја, бидејќи тука бугарската историографија, да кажеме, е малце кабает и лошо се справува со тој мрачен период од сопствената историја, а именно со работката со нацистите и со фашистите, иако според нивните историчари нема спор дека станува збор за окупација во Македонија, нели? Која германската војска ја предава власта на бугарската армија во Македонија. Тие тој дел се обидуваат да го омекнат малце во официјалните наративи дека била Бугарија приморана да влезе во тој пакт и така натака, но не се таа една спорна точка и одбележувањето на судбината на македонските евреи 7144, само 140 преживуваат. Тие се обидуваат да ја покријат со спасувањето на евреите во Бугарија, да не ја претвараме емисијава во историска анализа. Да, околу прославата ми беше. Прославата, одбележувањето, се извинувам. Би било добро не само да се појават, но и генерално, за да еден период барем расчистиме од историјата на Македонија и историјата на Бугарија, едно извини, како она на Вили Бранд за неделата, злоделата на претходниците, а во име на државата, би било еден огромен гест и штета што не сме го виделе до сега. Околу евроамбасадорот Рокас, добро е да се обратиме како медиуми и да го прашаме човекот, може би има некое логично објаснување зашто не присуствувал. Добро. Да, во однос на сметам дека испраќањето на македонските евреи во Требленка е доста емоционален и чувствителен настан за нас, исто така како народ и како држава, од историски гледан аспект. Ние сме познати како народ кој што се ги негува своите традиции и особено вакви историски настани. Нема потреба зашто да отстапуваме сега, затоа што во однос на овие останативе кои што ги посочивме, сметам дека они повеќе политика имаат него ли историја во одбележувањето токму на овој ден што е во корист на евреите.
Знаете, ние, македонскиот народ и еврејската заедница од на ова поднебие бележат доста добри односи низ историјата и нашите судбини се испреплеткани од аспектот на тоа што и нашиот и израелскиот еврејскиот народ се народи кои што навистина имаат страдано низ историјата. Што се однесува до толкувањето на останатите кои што ги прозвавме, сметам дека Бугарија, како и тогаш во 1940-тите години, така и сега повеќе се води од политички аспект за тоа дали да го одбележи, да го удостои овој настан. Прво затоа што токму во тој период тие биле на погрешната страна, додека денеска, иако стратешки нивните капацитети, воени бази и аеродромите се користат во полза, да речеме, на нашите исто така стратешки партнери Америка и Израел во нападите на Блискиот исток кон Иран поточно. Знаете дека аеродромот Левски е целосно ставен на располагање на трупите на американските воени сили, како и дотурот на роба, оружје, воена опрема, кој што после од тука натаму се префрла на базите на Блискиот исток и земјите кои што се сојузници на Израел и на Соединетите американски држави. За европратеникот, односно господинот Роха, сметам дека неговото непојавување можеме да го толкуваме како необединетоста околу ставот по ова прашање на целокупната Европска унија. Сметам дека земјите во Европската унија самите внатре се поделени по прашањето на војниот конфликт во Иран. Дел веќе има репрекусии, кој например Шпанија, која што одби да ги стави своите капацитети, аеродромите и воените бази за потребите на Америка. Останатите европски лидери го осудија, ја осуди инвазијата на Иран, додека па останатите застана ја изразија својата поддршка за инвазијата која што во моментов се одвива во Иран од страна на Америка и на САЩ. Така да во нивните поставки конкретно за оваа работа сметам дека постои многу повеќе политика неголи одбележување на еден историски настан кој што ние како народ сепак не треба да дозволиме да се заборави и секако да си ги задржиме нашите константни односи, она што ние израелскиот народ во тоа време заедно сме го преживеали, сме го да се надоврзам на Александар кога спомна за историјата на односите меѓу македонците и евреите, се сетив на една историска приказна. Мене ми ја раскажувал првично адвокатот Тони Маркиновски, неодамна и почесен конзул на Израел во Македонија, е поврзана со Димитар Влахов, кој бил пратеник во парламентот во Турција, односно во Османското царство, кој што имал пријателство со Бен Гурион, основачот на државата Израел. Ова се раскажува понатаму од спомените на Густав Влахов, синот на Димитар Влахов. Чинам се да него го најдов текстот долг е на оваа тема, колку што се сеќавам минатиот пат кога го читав Густав Влахов, дури има мислам и една средба со Бен Гурион на која што самиот му кажал за блискост. А имено се работи на времето за гласање во парламентот за дозвола на евреите да се населат во пределот на денешна Палестина. Токму Димитар Влахов и уште еден, мислам, не знам кој тогаш пратеник од македонските земји во парламентот гласаат и така една поврзаност меѓу двата народи има уште од тогаш. И со ова сакам просто да им посочам на сите оние кои што можеби сега седат дома и анализираат низ денешна геополитичка призма она што се случува, бруталноста на израелската армија во Газа, сите оние деца кои што се погинати и така натака, да не ги мерат работите на еден таков кантар, бидејќи секој од тие работи си е засебна и кога треба да се анализираат настан по настан, дали е нешто добро или лошо, а не да се стават во еден амалгам, како што тоа често се прави во смисол, добро, сега ќе ги жалиме, нели, за судбината во Втора светска војна, ама видете што прават тие денес, да, ќе ги жалиме и да, ќе гледаме што прават. Само би се надоврзал дека не е ни случајно што центарот на Холокаустот во Скопје е втори или трет најголем во Европа, така да. Добро, пак сега малце ќе на домашен терен што сега, меѓутоа за околу каменот во Треблинка, на кој што пишува Македонија, се погласни се информациите стигнуваат и нас до новинарите дека има големи притисоци едноставно да се смени името на тој камен и да не пишува дека од Македонија, туку да пишува дека од Северна Македонија, од Норд Македонија.
Толку Зошто побогу, не знам. Толку полемика околу еден камен имаше во... Моите информации се дека буквално дипломатска војна во позадина има моментално околу ова. Имаше во планета на мајмуните ли се викаше, нели, кога монолитот се појави таму и така после го мозга што е, како е, зашто е. Глупаво би било, нели, доколку е тоа причината. Немам убави зборови кои што би можел на телевизија да ги кажам, а кои што би изразиле мојата емотивна состојба и размисли по однос на такви нешта, особено ако е тоа причина да еден евроамбасадор кој што не ја представува Грција таму, туку ја представува Европската унија, од која што Грција е само една земја членка, тоа да биде, но ова е претпоставувам ова се не можеме вака да ги поврзуваме бидејќи ги немаме информациите. Да не го правиме кабаe човекот, можеби бил настинат. Има вируси деновиве. Не знам, ја на ова би се нашалил. Се сеќавате ли дека првиот предлог кој беше наговестено дека сме во преговори за промена на уставното име, тогаш Заев излезе и го кажа предлогот и Линденска Македонија. Замислете сега да бара на камено да пише и Линденска Македонија. Па пола од аргументите кои што ги имаат против нас и Грција и Бугарија дека од 45 година навака постои. Може би звучи смешно, меѓутоа стварно се случува такви иницијативи има. Не издржани, не дека сега се издржани, мислам каменот е од без како да кажам, безценето историско значење, едитирање на текст на историски артефакт, ако може така да се нарече, навистина смешно да се бара и не гледам, повторно сметам дека е огромна грешка да се дава политичка конотација или политичка насока на историски предмет кој што е од емотивно и секако големо значење и за нас и за евреите од оваа земја. Но на символичко ниво, да, Македонија била каменот на сопнување на Балканите, точно кога се во прашање големите интереси на Грција, остварени на Бугарија, нели, едно време на Србија, денешно време кај некои по-ниски ешелони, кај делот на албанските интелектуалци, така натака, ама тој камен ќе си остане да си тежи на местото. И тоа Добро, сакав да зборуваме и за предлогот за нов... Брусевме камења во еден друг период, знаеш. Мермер шахти, да. Ама не, сега нема сами некој друг ќе го избруси, тоа е проблемот. Па повторно да задржам културно ниво на дебата во врска со брусењето, имаше една парола што се користеше во тој период за оние брусачите, би ја кажал и сега. Добро, сакав да разговараме за предлогот на владата за нов јавен обвинител. Ќе разговараме за тоа малце подоцна, бидејќи ги спомнавме Бугарија преку нивната делегација и неприсуството, ја спомнавме и Европската унија. Ајде ова и Иран го спомнавме случувањата и сега да направиме еден микс од сите овие теми, се вика евроинтеграција во Македонија од неколку аспекти. Случувањата во Бугарија и тамошните избори, изјавите на представници од Брисел како последниот на Каја Калас дека мора подитно Западен Балкан да се направи чекор да се интегрира во Европската унија, како катализатор за тоа се големите кризи, првен беше мигрантската криза, па не знам, војната во Украина, сега е Иран, меѓутоа ние за жал не гледаме ништо конкретно од тоа. Што ќе се случува според вас? На Александар сме го разговарале, он вели дека кај нас е топка дека ние треба да си го смениме уставот и да завршиме со таа фаза и да се продолжиме тој живот. Не. Почни со Александар. Ја може нека отвори колега. Да се извинувам, може погрешно сум во мојата меморија таков е вашиот став, али еве ме молам. Не, прво јас одма да се оградам, никогаш не сум бил за брз процес. Ние треба да ги користиме аргументите и секогаш како и во претходниот процес со преспанскиот договор, сметам дека ние дипломатски мораме многу издржливи да бидеме овој пат. Добро. И да бидеме многу повнимателни. Затоа што од грешките, лични наши грешки на нашиот државен врв, сметам дека треба да научиме до сега. Во однос на нашите евроинтегративен процес, прво доаѓам од партија која што исклучиво против влез на бугарите во Устав. Тоа не е еден од појасните ставови. Не знам, јас се извинувам, меѓутоа во мојата меморија многу луѓе поминале, јас така сум го запамтил дека вие сте на тој став. Од тој аспект се извинувам, ве молам. Не, нема проблем. Баш напротив, јас сакав, кога почнавте вие прашањето да го формулирате, сакав да ја поздравам денешната
усвојувањето на извештајот за проширување на Европскиот парламент кој што се одвиваше денеска, како што и пораките кои што ги пратија и Марта Кос, добро, Урсула фон дер Лейн се малце на повеќе на друга тема зборуваше. Иако се гледаат внатрешните разлики кои што постојано ги повторувам дека Европската унија подолго време, значи еден период од повеќе од 5 години не може да постигне консенсус за одредени многу круцијални прашања, можеби и затоа нивната политика како Европа, како една унија, дојде до оваа девастирачка состојба како починета во однос на американците, но и на американската политика и волја, но и на останатите светски сили. И некако и во процесот со војната со Украина, Европа целосно го изгуби својот глас, своето место на масата каде што ќе може да договара одредени процеси за воиднина. Од тој аспект, јас од овде, токму од оваа студио го ја поздравив првиот преседан што се случи во Европската комисија, кога 3 членки се изземаа од гласањето, прв пат, значи, се донесе одлука за заемот кој што требаше да биде доделен на Украина. Со изземање на гласањето на 3 членки, тоа беа тогаш Белгија, Бугарија и секако Унгарија како предводник на ова несогласување. И денеска на усвојувањето на извештајот, овие 3 земји повторно беа опоменати, но исто така во продолжението на изјавата на господјата Марта Кос, каде што кажа дека тројански коњови повеќе не ни требаат, најверојатно алудирајќи дека одредени членки кои што се во склоп на Европската унија во моментов действуваат како тројански коњови, најверојатно мислеше на Унгарија и нивните блиски релации со Русија, како и одбегнувањето на изгласувањето и унапредувањето на санкциите према Русија. За разлика од тоа, ние повторно со денешното гласање на овој извештај за проширување гледаме дека Европската комисија и европските лидери ја туркаат идејата повеќе да не се носат одлуки со еднократно мнозинство, односно со апсолутно поддршка, него може одредени членки да не ја поддржат иницијативата и она што е уште побитно за нас и што се однесува исклучиво на нас Македонија, во третиот пасус каде што кажуваат дека билатералните спорови повеќе не треба да бидат дел од евроинтегративниот процес, него исклучиво да се однесува на реформите според европските регулативи, како и исполнувањето на очекувањата кои што се бараат од европските комисии, кои што редовно ги добиваме во извештаите. Сега, кога зборуваме за извештаите кои што ги добиваме, тоа дека ние не добиваме преодна оценка не само во аспект на уставните измени, него и во аспект на борбата против корупцијата, криминалот, ратификацијата на европските регулативи. Тука се оние работи кои што исто така недостасуваат или манкаат, што би се рекло народно ке нас. Затоа што знаете, кога ќе добиете вие извештај од 20 на страни, не можете да се задржите само дали ние треба да направиме уставни измени, дека тоа е единствената порака која што ни праќаат. Во тој извештај се состојат и други оценки кои што исто така кажуваат дека ние не напредуваме. Добро, кој е вашиот став во однос на уставните измени? Да го расчистиме тој дел, бидејќи го на почеток. Мојот став личен е дека ние пред да влеземе во процесот на уставни измени за да ги внесеме пред се бугарската седница, треба да го промениме законот за употреба на јазиците. Затоа што неколку пати сум посочил зошто законот за јазиците би можело да биде сериозно опасен за Македонија. Ајде уште еднаш може некој не го прати тој. Затоа што сега одредена политичка елита на една етничка заедница во Македонија, конкретно албанска, го користи законот за употреба на јазиците, дека со тоа се наметнува албанскиот јазик како втор официјален државен јазик, што не е така. Во законот и регулативите многу прецизно е напишано дека втор официјален закон за комуникација со институциите е законот на заедницата која што е застапена со над 20% во одредено место на живење. Кај нас тоа некој проба да го прелее на цела територија на Република Македонија, што не е според законот. Сега, доколку ние би ги внели и бугарите во уставот, каде што Бугарија постојано фактографски, што е многу битно кога имате одредени захтеви и барања, фактографски цело време алудира дека во Македонија има 120-130 илјади бугарски пасоши. И сега тука иде дилемата каде што ние, според нашиот последен попис, колку беа 3600 се пријавилат. 3504. Да, дека се произнесуваат како бугари, но Бугарија се уште ги турка овие податоци како официјални. И сега ние, кога би влегле во некоја политичка пресметка, најверојатно ќе се надеваме на тоа дека голем дел од тие бугарски економски пасоши, ајде подобро така да се изразам, кој што е еден од нашите главни аргументи, ќе се откажат во интерес на,
националниот интерес на Македонија, за да не стане, но доколку не се случи тоа, Бугарија во источниот дел од Македонија, особено градовите како Паланка, Берово, Делчево, Струмица, може да се повика дека вториот официјален јазик во овие градови, односно на територија на Република Македонија, е бугарскиот јазик. Или уште информациите од пописот се земаат за кога се прават такви математики. Чекајте сега, ние попишуваме и диаспората, значи кај нас е единствената земја кај што имаме преседан од пописот, каде што ние попишувавме диаспора. Сегде според Евростат сите податоци ви викаат дека исклучиво населението кој што живее во државата се зема во предвид на ние имавме цели делегации на министри, тогаш не знам, зам вице-премиери, функционерите на ДУИ шетани за Европа и праја со чие пари одеа? Со чии пари? Тоа се наши државни пари, да, одеа по Швајцарија и по Германија, каде што ги поттикнуваа луѓето да се попишуваат дека се македонски државјани кои што живеат во диаспора. Така и во исто време македонски партии овдека во Македонија повикува на бојкот на пописот. Или ние за да можеме безгрижно да ги прифатиме бугарите како државотворен народ, без да имаме понатаму политички последици, еве не да биде на овој начин, но ова е еден од процесите кои што треба да се земи во предвид, во кој што би можеле ние самите да се единствената дилема околу бугари во Устав? Да, затоа што сметам дека и европските лидери многу по-енергично упатија неколку пораки кај нас дека тоа е единствениот пат во однос на евроинтеграција. Значи не сум бил толку грешка кога почнав со емисијата со ставот. Не, значи сега ја ви кажам, значи тоа е процес, не е ние денес каде досадно и ние више немаме што да правиме, се изморивме, даја дека ги внесеме бугарите. Ве молам, значи прво наративот кон бугарската заедница е многу променет кај нас во овие 5 години. Што од нашата политика, што од потезите на самата бугарска држава. Повеќе сметам дека они се криви за односите овде, но сепак ви кажувам, сложен процес кој што треба да се земат сите работи во предвид, за да можеме да ги одглавиме, барем да изгледаме во очите на европската заедница дека имаме некоја волја да ги одглавиме процесите и да ги поместиме работите. Пораките се тие дека нема да има други барања, но ние треба да изнајдеме формула каде што ќе можеме да добиеме некоја пишана гаранција, фактографска гаранција, која што ќе ни кажува дека во понатамошниот процес, доколку би ги внеле бугарите во Уставот, нема да има последици во отварањето на кластерите или во следните фази на интегративниот процес. Богдан, претпоставувам имаш повеќе одговори. Имам, да, си забележува вака позиции, инаку ајде од ставот на Гром, односно јас немав дилема во ставот на Гром, но на крајот на минатата година го гледав на еден подкаст господин Остивчо Екимовски, кој што зборуваше малце резигнирано за општата состојба и дека час поскоро треба да влеземе во процес на уставни измени, бидејќи се спомнува и оние тези, ги знаеш, албанците ќе чекаат ли на нас и така натака, но драго ми, ако сепак ставот на Гром повеќе инклинира кон ова што Александар вечерва го искоментира. Инаку во однос на тоа дали јазикот во некоја општина ќе бил официјален или не, не знам, во Крушево 3 мислам дека се јазици официјални, во Куманово се исто 3 јазици, можеби во Крушево да има и 4, не знам како се бројките таму. Не е проблем ти ако живеат 20% марсовци во Македонија и марсовскиот јазик да е нашиот закон е таков, нели тоа го дозволува по 2001 година. Проблем е што тоа е само еден гест кој што би бил од Софија кон нас, кој што би се понатаму можеби злоупотребувал за други нешта, тоа значи да на тој официјален јазик ние ги преболевме тие патни знаци, двојазични, тројазични, петојазични и така натака, но наравта е проблематична. Тоа барањето околу јазикот можеби нема ни математика никаде тоа да биде исполнето, сосема е точно она што го кажа ти за бројките со кои што работи бугарската држава. Самиот претседател на Бугарија Румен Радев после нашиот попис кажа има над 120.000 бугари во Македонија, гледате дека пописот го фалсификува. И утре ден ти ќе седнеш со него намасе и овој ќе ти го извади ова како прашање, ако не му се согласиш да правиш некакви, не знам, ревизии или да прифатиш некаква двојна формула за пописот, тогаш ќе има вето. Тоа е она што значи дека билатерални прашања не треба да се на масата. Главниот проблем е што тие ги препакува барањата од идентитетски во барања за човекови права. А темата човекови права е нели толку една широка, модерна и се може да се спакува како човеково право и врз основа на тоа да се малтретира една цела
држава, конкретно Македонија, на патот кон Европската унија. Во таа насока, па од друга страна се ако гледаме укинувањето на Бадентерот е едно на балансерот, пардон, балансерот е еден механизам кој што повеќе не постои, а би можел да биде злоупотребуван во една таква позиција. Конкретно да се бараат задолжителни вработувања во администрација по квоти, што нив би им користело за да си ја шират својата идеја тука и да ангажираат луѓе, пак од економски причини, политика што ја тераат повеќе од 160 години, а и нивниот Славејков ја кажал ще ти дадам пари, ще се чиниш бугарин. Патем истиот Славејков, кој што кажува како некои македонци, македонисти тој ги нарекува, го навредувале, му викале дека е, ова е цитат од 1871 година во весникот Цариград, му викале дека тој е татар, а тие биле наследници на Александар и Филип Македонски. Тоа Славејков го нотирал, јас не се согласувам дека Славејков бил татар, не знам што бил. Во однос на состојбата во Европската унија, сакам тоа да го искоментирам Александар што го спомна. Изминативе 5 години тоа е на површина, бидејќи нели има војна во Украина и има сега подвоени мислења, но Европа освен декларативно суштински би требало да научи како да функционира како унија, ако навистина е унија, или нема да биде унија. Не може да биде унија како што е Америка, нели? Америка е унија на државите таму, но имаат еден председател, еден министер за одбрана и така натака. Имаш централизираност на одлуката, овде имаш 27 членки и нели право на вето. Ако мислите, јас не мислам дека Црна Гора утре ќе ја примати, ќе еднакво ќе вреди гласот на масата и на Црна Гора и на Франција. Тоа никогаш нема да се случи. Особено па некога секои 6 до 9 месеци во некој од големите европски држави има некакви избори, без оглед дали се председателски, парламентарни или оние локални по Германија и така натака. Во однос на забелешките во извештајот, една паралела ќе направам. Ние во НАТО влеговме, не дека сме спремна армија за во НАТО, ние чатали имаме со кои што може да придонесеме. Дури и по систематизацијата на НАТО не ни предвидува ние да имаме некаква. Ние сме пешадиска единица во организацијата на НАТО. Ние во ЕУ утре ќе почнеме преговори ако го смениме уставот. Без оглед на состојбата во кој што едва и чекам да се онака жестоко да се бориме да ги исполниме тие критериуми, но уште подобро ќе беше ако тие критериуми на вистина беа критериуми за влез во Европската унија, бидејќи Бугарија никога влезе ни денес не е земја by the books. Конкретно јас спомнувам бидејќи таа нас не става вето. Истото важи и за други земји членки. Романија имаше специјален обвинител долго пред нас. Но во Бугарија скандалите со кои што се бават, оценките на Европската унија за правосудниот систем во Бугарија се полоши него за нашиот. Индексот на корупција беше иского на нашиот. Така да, критериум единствен е тој што го прифатија Ковачевски и бандата во 2022 година, така наречен француски предлог, односно усвојување, прифаќање на сите бугарски барања и тоа е тажната приказна. Идеално би било ако се опамети Европа, ако навистина е загрижена, добро би било ние да ја издржиме оваа криза, а да не дојдеме во ситуација како минатиот пат, кога Грција предвидела војна во Украина и стиснале кај што било најтенко, па ние го сменивме името на начин на кој што го сменивме името, а еднаш глобалните несрекни околности да се потрудиме да ги одиграме во наша Благодарам. Делумно се согласувам, делумно не се согласувам, особено на аспектот на поентата каде што ги подценувате малите земји кои што се членки на Европска унија или што сакаат да бидат, конкретно Црна Гора ја спомнавте. Значи тоа и нас не става во подредена ситуација. Јас во почетокот во претходното Јас мислам дека сме во подредена ситуација во однос на Германија. Не сме, мислам ние секако ќе бидеме во ниту една ситуација. Мислам дека сме. Но видете, тоа сега да го кажам, ние тоа искуство го стекнавме и при членството во НАТО. Значи ние како ни кажува, ќе седиме на истата маса со големите, ќе одлучуваме. Што сме одлучиле ние во НАТО? Имено, па добро, јас не верувам кога тоа ни го кажува Александар. Нашето Тоа е како детето што слави роден ден на 5 години, ела се последи со големите. Дозволи само, значи нашето инкорпорирање во НАТО беше повише нивни стратешки интерес да се затвори крилото нели овде. Сметам дека и ова придвижување и проблемот со Бугарија, сега и Европската унија го има истиот пристап. Значи Европската унија повеќе не е само економска заедница, со менување еволуцијата на светот и поместување на светските сили, што се случува во моментов,
И Европската унија почна да размислува за некои други стратешки цели и формирање на одредени граници, кои што за наша корист исто така ние сме во нив. Затоа што ние лично можеме да заклучиме дека сме обесправени во однос од страна на Европската унија. Но не можеме да кажеме дека Европската унија не сака нас, затоа што и во изминативе 4 години дали ние директно или индиректно како Западен Балкан постојано се спомнуваме во идните процеси на проширување и евроинтеграција. Од аспект на тоа дека ние треба да чекаме Европска унија да и се досади, да клекне, да признае дека сгреши, тоа е, мислам, дипломатски и политички наивно да го очекуваат. Вие треба во јавноста, во светската јавност, во европската јавност да представите дека ние сме земја со европски вредности. Што ние не го правиме тоа. Ние се бавиме исто, ако нас Бугарија ни наметнува билатерални проблеми, како, мислам, прашање како проблеми за нашиот евроинтегративен процес, што правиме ние на другите полиња? Затоа ви кажувам, извештајот на Европската унија што го добиваме секоја година не е само за нашите односи со Бугарија. Има многу уште 7-8 ставови во кои што ви кажувам, ние исто така потврлуваме и манкаме. Значи, ние не се бавиме со ништо друго, освен дневно политичко препукување. Па дали се пораки од Европа, и кога ќе не опомене некој европски, дали станува збор председател на Европска комисија, комесар за европроширување или некој од оние другите што се главни фаци во Европа, ние гледаме да возвратиме некако, ама подобро да не слушнат они, ама овде да не слушнат дека сме им одговорили. А всушност не сме одговорили и не сме капитализирали од тоа што ни го пратиле како порака од Европската унија. Значи, како би капитализирали? Постојат многу шанси вие да почнете во евроинтегративниот процес да отворите одредени кластери и да се стигне до одредени фондови. Значи, ние во овој период назадуваме. Не може кластер да отвориме без промена на устав. Значи, добро, сега не за кластерот, погрешно се. Треба да пристапиме кон овие европски програми. Прва сакав да кажам. Прва од таа програма беше ИПАР фондовите кои што еве уплескавме. Беа редуцирани и блокирани ради коруптивни активности. Добро. Ме разбирате, значи ние не унапредуваме, не грабиме кон новите сегменти кои што Европската унија ни ги нуди како парична поддршка за развој и реформи. Сега што е на располагање не го користиме. Не го користиме.